Значи за оние кои сега се вклучуваат, првото прашање како што е и насловот на утринскиот муабет со Петар Богоевски, председателот на Македонски концепт, дали малите партии постојат или се раѓаат за да го раситнат гласачкото тело, или пак напротив постои потенцијал за единство, особено сега во овие моменти кога е тоа како потребно на Македонија? Тоа како наратив пред се го наметнуваат големите партии. 2020 година се сеќавате на кампањата на СДСМ 10 дена пред избори, не се цепкајте во малите партии, ќе се врати Груевски. И сега ВМРО ДПМН води иста таква кампања, не има врска со Груевски, него со овај наратив за малите партии. И место да се оправдуваме, ќе настапиме офанзивно. Јас како лидер на мала политичка партија или нова политичка партија, викам следново. Ајде обратно одиме. Ние даваме рака за формирање на широк опозицијски блок во земјата, обединети околу клучни 5-10 принципи, кои сите ги споделуваме, значи сите против заевизмот, и на тој начин, на тоа е најдобар демант на тоа дека било кој сака да цепка гласачко тело од било кого друг, бидејќи сите ние обединуваме уникатни ликови. Точно е дека во нашата партија има и членови од ВМРО, има и од СДСМ, но 90% се луѓе кои никогаш не биле членови на некоја партија. Така да, ако македонски концепт не би постоела како партија, тогаш никој не би ги анимирал тие неопределени гласачи кои, за разлика, значи, ние имаме уникатен карактер како партија, ние промовираме граѓански концепт на државата. Од уставно уредување па надоле све. И тоа е нешто што ги мобилизираше овие неопределени гласачи кои до сега го немаа, тоа е експлицитно понудено на политичката сцена. Така да тоа е вредност плюс. Но ние не се плашиме од соработка со сите тие кои имаме визија каде ја гледаме Македонија за 10-20 години, поинаков пристап за интеграција во Европската Унија, настрана од францускиот предлог, значи модифицирана преговарачка рамка со ЕУ, како што и доликува фундаменталните вредности на ЕУ, таква преговарачка рамка, вредност околу нулта толеранција на корупцијата, нулта толеранција за етничкиот шовинизам, кој во Македонија во моментов галопира. Ние сме нападнати со шовинизам од сите страни, сведоци сте. Пазете сега, сите ги не оспоруваат нас македонците кои сме и што сме во нашата Македонија, а ние сме единствено автохтони и единствено своји на своето. И малце непријатно, тоа не е домашно воспитување, нели сега да ми дојдеш дома на гости и да ме оспоруваш кој сум. Нели тоа е као човек да не остасува домашно воспитување, така јас го делувам. Као ја да отидам сега во Албанија, во Тирана и некој да му спорам што е. Или да отидам во Софија на некој бугарин да му спорам што е. Или да отидам во Белград на некој србин да му спорам што е. Мислам, невоспитано е тоа. Се тоа што и затоа тука малку треба ние македонците да подигнеме дигнитетот. Така. И ние би соработувале со политички партии кои сериозно ќе поработиме на проектот за подигање на личниот интегритет прво на македонецот како индивидуалец, но и дигнитетот на целиот македонски етничката заедница македонска. Оваа порака морам да кажам, односно со целиот одговор генерално се сложувам, иако нели не е мојата позиција тука да се сложам или не, но тоа е во моментот единствено изводливо решение кое може да не извади од ситуацијата во која се наоѓаме. Политиката е игра на возможното. И јас можам да ви кажам 3000 со ништа невозможни. Например, дека ние ќе настапиме со 120 кандидати, да ги имаме, не е проблем. Имаме веќе над 5000 членови. Имаме 30 доктори науки што членови во партијата веќе, да не кажувам магистри и така натака. Пратеници може да бидат луѓе и со основно образование, ЕСНАФ луѓе домаќини кои се посветени на своите луѓе и својата околина и се грижат за својот сосед и за блиските. Меѓутоа, и можам да ви кажам дека ние ќе добиеме 60 пратеници. Ама ќе налажам. Нели? Тоа е приказна за мали деца. Затоа викам, ајде да одиме на возможното. А во моментов Македонија има насушна потреба од промена на власта час поскоро. Оние кои ве гледаат сега и има добра политичка, да речам, меморија, ќе речат овој човек ли го зборува тоа кој во еден момент се крена како фракција во ВМРО ДПМН во рамки на реформаторите. Тоа значи дека практично го променивте ставот, сега сте на оваа линија, останувате на истата, дека можеби тоа ви беше грешка или? Не, напротив.
Не сме променили никаков став, него испадна нашето дека сме биле во право. Само што ние сме пред времето и тоа го кажавме пред 10 или 5 години. Или 7 години, зависи кој период. Јас пред 10 години кажав дека Никола Груевски има сомнително поведение кој ќе не донеси до оваа катастрофа. Денес тие што ме пукаат тоа како предавник и стварно ме убија од пукање и навредување. Денеска и го бранеа Груевски жестоко, за кој имав разбирање. Денес истите тие се пожестоки пукачи на Груевски визави мене. Така да мене ме потврди времето, не нив. Но она кој е клучно не е само позицијата околу ликот и делото на Груевски. Она што е клучно е промената на наративот во опозицијата, вклучително и ВМРО ДПМН, ако ме прашувате конкретно. Така. Затоа што гледам ВМРО ДПМН веќе промовира една визија за партија на народот, која кај нас во самото лого стои партија на народот. Второ, гледаме една нова кампања дека промената тргнува од секој еден од нас. Ние така промовиравме партијата и доктрината на партијата. Промената започнува од секој еден од нас. Да, тука... Второ, забележувам дека ВМРО ДПМН конечно го прифати суштинскиот елемент за европската интеграција, тоа е дека бугарските уцени и бугарскиот наратив и нападот врз Македонија не е создаден од Лондон, од Париз и од Берлин или од Вашингтон, туку е создаден од Москва. И Европската Унија буквално го прифати руската стратегија и руските уцени со францускиот предлог и не ги наметна на нас македонците. И јас тоа го зборувам години, ми се смееа, па ме омаловажуваа, па сега доаѓа периода да признаат дека е така, но добро е што и најголемата опозициона партија, вклучително гледам вчера и лидерот на партијата или некни, на настан, мислам дека беше на ветераните на таа партија, веќе го кажа тоа отворено, што значи дека ставовите во опозицијата, што сме проевропска опозиција, се повеќе се приближуваат и се формира една синергија која може да значи многу добра основа за иден настап на парламентарните избори. Затоа што на крајот на краиштата сите ние ги застапуваме македонските интереси. Ние не можеме визави... Има партии кои застапуваат страни интереси. Ние сме македонски концепт. Има партија, еве да речеме една партија како Левица, они даваат предимство. Беше прашањето следно во контекст на ова, а потоа одиме со прашање од гледачите, бидејќи знам Македонија. Они даваат предимство, само да кажам, на туѓи бели дворови, на туѓ концепт. Значи не може мене да биде Фидел Кастро побитен од Дамјан Груев. Не може на мене да ми биде Че Гевара побитен од Гоце Делчев. Ние си ги имаме нашите Че Гевара и Фидел Кастро. Не може да биде Сталин побитен од Ченто. Дали ме разбирате? Не може да биде Ленин побитен од кој да го кажам македонската историја, не можам веќе да изберам, имаме милион македонски херои, борци и најистакнати. Да, но фактот дека во рамки на мерење на пулсот на народот и партијата на Максим Димитриевски па и Левица котираат со некој, еве да речеме, не висок, но реален процент кој што би можел ли да биде опасност на изборите? Гледате ли опасност тебе во партијата на Максим? Тоа кажува колку нашиот народ има кратко помнење. Максим Димитриевски е дел од заевизмот. Неговата партија може биде само продолжеток или опашка на заевизмот. Он беше дел од акцијата за промена на уставот. Он беше најголем промотор на Преспанскиот договор. Он до ден денеска не кажал збор против албанскиот шовинизам. Збор не кажал. Зошто? Бидејќи според моите информации има чудни конекции со структурите кои сериозно работат на дестабилизација на земјава со центар во Приштина. И мене не ми треба заевото едно општество за сите да го заменам со Максимовото полуопштество за сите. Не ми треба тоа. Не разбирате? Мене не ми треба македонската кауза да ја заменам со руска кауза или со некоја болшевичка кауза која е поразена пред 50-60 години. СССР се сруши пред 60 години, сега Апасиевќи ми ја продава мене СССР, концептот на СССР во 2023 година. Смешно е.
Но еве нашите граѓани има еден дел од популацијата, тоа се околу реални 10% од популацијата, кои или се екстремно незадоволни од политичките елити, и јас сум таков и ги поддржувам, да, и тој внатрешен екстремизам на незадоволство ги принудува да изберат се, само не разумно. И навлегуваат на тако, и тоа не е само Македонија, го има секаде околу нас. Да. Го има и во Германија, го има во Италија, одат кон гол популизам. Односно поддржуваат гол популизам. И сега не имаме состојба кога имаме таа партија што ја зборуваме на Енвер Роџа, кога до тој степен го изгуби патот што не ги промовира вредностите на Енвер Роџа. Енвер Роџа е таткото на идејата на голема Албанија, со поддршка на Русија и на Кина. И сега Апасиев ни продава на нас Македонија, на Енвер Роџа, а тоа е во суштина голема Албанија. Албанската академија на науки и уметности промовираше концепт за албанизација на старите илирски територии, окупирани од нас словените или славомакедонците, 90 некоја уште. Е обратно, е толку потикнато од тимот на Енвер Роџа. И сега, како да му објаснам на моите македонци дека вие многу залетувате. Дајте малку освестување и малку знаење. Ајде бидејќи им се обраќате на граѓаните имаат прашање. Денеска за прв пат на вестите, мислам дека прв пат и ние, а тогаш и гледачите дознаат таа информација дека денес ВМРО ДПМН започнува со нова кампања за подигнување на свесноста, дека буквално од нас зависат нештата. Пајде малку околу тој феномен. Гледаме, не мораме подалеко да одиме. Еве нашите соседи, дека сите се посвесни за тој момент, дека всушност народот треба да е главен. Во промените, да, зошто сме пасивни, така да кажеме, што феномен е тоа? Земете ја Словенија. Словенија на сите парламентарни избори бира нова партија. Движење формирано 5 месеци пред избори победува и формира влада. Земете ја Хрватска, че цело време Бугарија објави еден куп нови политичари изваде на сцена. Че кај нас зошто сме толку пасивни? Мислам дека клучно недостасува нешто, тоа е непоимање на политиката. Луѓето мислат дека политиката е за партиите. А они не сваќаат дека за да се лекуваш во болница зависи од политиката. Образованието на нашите деца зависи од политиката. Велосипедските патеки низ градот Скопје и другите градови во Македонија зависат од политиката. Фудбалот зависи од политиката. Баскетот зависи од политиката. Не знам што да кажам друго. Патеките за, еве го гледам таму на слика водно, патеките за планинарење или прошетки низ водно зависат од политиката. Се е политика. Дали еден политичар дава предност на зелената средина и на спортот, дали друг дава предност на индустриализацијата и слично, се е тоа политика. Значи, вие не можете да кажете, мене не ме занима политика, јас се интересирам за не знам што, а не си свесен дека твојот живот директно, па и твојот дом, кога ќе го наполниш фрижидерот, зависи од политиката. Значи, не може да бидеме ние инфериорни кон политичките случувања. Втора работа, не може да кажеш, сега гледам некој промовира бойкот на изборите. Луѓе, најмногу сакаат арамиите, најмногу власта сака да не излезе народот на гласање. Зашто? Бидејќи они си ги имаат својата клиентела. Они си ги имаат своите 300.000 гласа. И се вие, ако другите 500.000... Ги поматат лончињата сега. Ако вие не излезете 500.000 граѓани, тие пак ќе си изберат 120 пратеници, од кој власта со 250.000 гласа или 220.000 гласа ќе добие огромна факторизација. А ако излезат максимален над милион граѓани на овие избори, минорни ќе бидат 220.000 гласа на СДСМ. Тие ќе нема да значат ништо. И во пратенички мандати ќе бидат минорни. И на тој начин ќе успееме од тој канцер да се отарасиме. Инаку како? Со бойкот ништо не се решава. Зашто од нас зависи. Така, Искра при крај сме, така што да финишираме. Апсолутно, гледам дека провокативни се секогаш вашите настапи. Има се уште, но провокативен сте, па и ќе ве зачуваме за дел од политичките емисии, бидејќи времето ни истече, многу ми е жал. Ама успевате да концепирате се во 20 на минут. Да. И да ви честитаме на Искра роденден за това ви викаме.
Штом ги разбудивме граѓаните, да бидам спокоен, бидејќи многумина спијаат и до 1 и до 2 часот и го преспиваат најубавиот дел од денот, а тоа е утрото. За жалка Треба младите. после изгледа е и буквално да се разбудиме. така. Ве чекаме во за или против. Благодарам многу.